Ето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, и ова седмица ни носи сугуба, двојна, дупла радост. Од една страна, во овој ден секогаш, секоја целата година, го славиме Воскресението Христово, секоја недела е Пасха Господња. Од друга страна, во овој ден, во оваа седмица, поточно, Светата Црква Божја, бидејќи е последна седмица пред големиот празник Рождество на Богочовекот Христос нашиот Господ и Спасител, Светата Црква Божја се спомна на сите големи свети отци на црквата, и ще поважно од се можеби на родословот, на телесното потекло на Христа, нашиот Бог и Спасител. И потоа во овој ден Господ благослови да го славиме и нашиот духовен татко, духовен родител и препородител Наум Охридскиот чудотворец, најверниот и најдобриот другар на Свети Климента Охридски чудотворец, и заедно со него, односно и двајцата, без некаква прекумерна оценка на нивните личности, на нивните дела, со право ги сметаме за најумните, најобразованите членови на мисионерската заедница, што со благослов на Цариградскиот патриарх Фотий, светите браќа Кирил и Методий ја создадоа со намера да ги просветат паганските словенски народи. И таа задача ја извршија безпрекорно, успешно. Милиони некрстени луѓе, на еден голем народ со едно огромно стебло, развиено во безброј гранки. Тоа е родот словенски, кој што по заслуга на Светиот Цариградски патриарх Фотий и неговите ученици Кирил и Методий успеа успешно беа приведени во лоното на Светата Црква Христа. Во првиот дел од нашата беседа кажав дека денеска го читавме родословот, генеалогијата, потеклото на нашиот Господ и Спасител Христос по тело, и видовме која е таа лоза, колко е разгранета, колко е длабока. Од Авраама до Христос имаме 3 пати по 14 колена. 3 пати по 14 колена. Од Авраам до Давида, од Давид до Вавилонското робство и од Вавилонското робство до раѓањето Христово. И гледајте, светиот апостол евангелист Матеј тоа безпрекорно, прецизно забележа секое име од таа света лоза што ни го роди, што ни го даде нашиот Спасител по тело. Ова Евангелие, денес од нас читано, е клуч за разбирањето на богочовечката личност Христа. А тоа значи дека
ова евангелско четиво е клуч за разбирање на севкупната христологија. Оној дел од догматската теологија кој што се бави со личноста Христа. А потоа и се што произлегува од христологијата, сотириологијата, која што е едно друго поглавје од таа свештена философија на живење според Богочовекот Христос, позната под името догматска теологија. Тоа е сотириологијата, наука која што се бави со спасението на човекот и на светот, на целокупното создание Божје. И сето ова, така лесно е да се каже, но сето тоа треба да се објасни, а да се објасни целосно треба многу време, поради што јас ви препорачувам како да ја имате во раце токму таа литература. Догматската теологија на Светата православна црква е четиво без кое што вие никогаш не ќе успеете правилно и најдлабоко и во сите можни правци да ја разберете верата на која што ја припаѓа, Светата православна вера. Тоа не значи дека сите ние треба да се претвориме во експерти за догматска теологија, но ако се потрудиме да ги исчитаме прирачниците по догматска теологија, повеќе од сигурно е дека ќе се стекнеме со елементарно теолошко знаење, а тоа елементарно, базично, основно познавање на теологијата на нашата црква ќе ви овозможи успешен диалог со луѓето околу вас. Пред се тоа ќе ви помогне да ја обезбедите вашата, да ја консолидирате вашата собствена вера, теолошки и философски. Ако допуштиме дека сите сме помалку или по повеќе неверни томи, па ни требаат аргументи за нашата вера, тие аргументи за нашата вера ќе ги најдеме во догматската теологија. Прв автор на тој учбеник е никој друг, туку самиот Свети Јован Дамаскин. Големо светило од 7 век после Христа, тој ништо не измислил, ништо не додал и ништо одзел од она што Светата црква учела до него. Но тоа што Светата црква го учела 7 векови до него или пред него, тој го собрал и го систематизира. И ни го направил пристапно за насиот ум, за нашето срце. Зошто се тоа го кажа? Затоа што во првите 3 векови од христијанството се појави огромен интерес за Христа и Светата црква Христова меѓу паганската популација. Многу древни пагански народи, особено грчкиот народ, кој што во философијата ги надвиси сите други древни народи, архаични народи. Почна да имаат сосема погрешен пристап кон богочовечката личност Христо. Баш во тоа време, наспроти автентичната теологија или светопреданската теологија на Светата православна црква, се појавија бројни, така наречени апокривни или гностички учења за Христос. Паралелно со автентичните евангелија за Христа Господа се пишува и лажни, така наречени апокривни, гностички евангелија, со кои што верата на Светата црква Божја требаше да се поколева, да се претвори од вера во суеверие, од вистинска вера во лажна вера. Се она што и денеска ни се случува, браќи и сестри.
Но проблемот на старите пагански народи заинтересирани за Христос бил во тоа што биле под силно влијание на старата грчка философија. Според која што Бог не можел и никогаш не бил личност разбран, туку како еден вид сила или енергија космички детерминирана, бидејќи ја има и постои во рамките на создадениот свет. Посебно прашање е прашањето, а како бил светот создаден според старите грчки философи. Се разбира дека тука не се остава простор за поимот создавање, бидејќи Бог, според дивното учење, не е тој што твори, што создава, туку некој кој што устројува, уредува од нешто што му е веќе сопостоечко. Материјата и светот во хаос, според учењето на старите грчки философи, од секогаш му сопостоел на безлично разбраниот Бог. И тој по силата своја Божја, хаосот го приведувал во ред, час од ред го враќал во хаос и така секој 12 милиарди години циклично, че цикличното поимање на времето не е христијанско, туку паганско. И сето тоа Бог го правил за да се спаси од досадата во која што би западнал доколку не се бавил со таа работа. И сега, бидејќи Бог пак во Платоновата философија не поседува материјална природа, тој е чист дух, тогаш според старите грци учењето на христијаните дека Бог се роди во тело било скандалозно. Како е можно Бог да ја прими природата на човекот, на оној кој што е од Бога создан? За да успеат во својата доктрина против материјалната природа на човекот во Богочовекот Христос, тие го игнорирале секој запис во Светото писмо што се однесува на таа тема. Денес читаното Евангелие им било најсоблазнително и најопасно за нивните фалсификувани аргументи. И затоа го игнорирале, го отфрлале. Малку нешто од светите Евангелија сочувувале и само неколку, околу 10 послања на светиот апостол Павле. Ако забележувате, и денешните тенденции на новиот пагански свет, создаван од новиот пагански човек, се движи во тој правец. Векторот на неговото движење е развоплотувањето на човечката природа на Богочовекот Христос. И гледајте сега колку е тоа опасно, колку е тоа страшно. Со тоа што се одзема можноста Бог на човекот целосно да му се открие на начин најпогоден за човекот, се негира воопшто можноста Бог да биде познат. Ако вие Бога не можете да го познаете, немате право да зборувате за некој што не го знаете. Не знаеки го кој е Бог, вие во вашите глави ќе создавате собствени представи за Бог. Но тој Бог од вас, во вашите глави смислен, ќе го носи вашиот лик, зашто себе самите ќе се втиснете, ќе се проектирате во ликот Божи. И не Бога, туку мислејќи дека на Бога, на себе самите, ќе се угодувате, ќе се служите, ќе се славите, ќе се обожувате, ќе се обоготворувате. Гледајте што се, од какви се страшни опасности
Hristos te spasува и тој начин на спасување ни го открива денешното свето Евангелие. Која е Богородица Марија? Од кој род потекнува таа? Не разбирате. Дека Духом Святим надприродно Христос влегува во овој свет преку утробата на Богомајката без да ја распечати незината утроба. Што значи тоа да не ја распечати утробата на мајката своја? Тоа значи да не биде одземена девственоста на вечната дева и пречистата Марија, Богородица. И пред раѓањето беше дева, и во раѓањето, и после раѓањето остана тоа. Како е тоа можно? Затоа ќе зборуваме. Кога ќе зборуваме за светиот старец Симеон Богопримец, кој што токму тој дел и таа книга од Стариот Завет ја имал за превод од еврејски на грчки јазик. Кога дошол во книгата на светиот пророк Исаија до местото дека дева ќе роди, тој не верува. Не е можно. Како е можно? Девојка, која не знае за маж да роди, тоа не може. И умот повеќе му оде кон тоа дека староеврејскиот збор алма поскоро би можел да значи или да се преведе со млада жена, отколку со девојка, со дјева. Девица не ви препорачувам, тој збор е уличен, тротоарски збор. За жал во нашата црква најупотребу. И потоа, вие знаете што се случи со светиот старец. Самиот ангел Господен го сопре и му каже да го преведе како што е напишано, а како ќе дознаам дека е таа вистина, го прашува старецот. Така што нема да умриш, додека не го примиш во своите раце родениот од дјева. Не разбирате. И така сега ова денешно евангелско четиво, гледате, не го влекува во големи таинства, за кои што би можеле часови да зборуваме и треба да зборуваме и ќе зборуваме, така што ќе покажеме и смирение и трпение, чекајќи ги големите христијански празници што допарва ни доаѓаат. Најпрво самото Рождество Христово, кој празник што ќе го празнуваме во вторник. А тоа значи дека ќе служиме торжествена, божествена литургија. Потоа на втор ден и на трет ден Божич, браќи и сестри. Ве молиме да ни доаѓате со целите ваши семејства. Со целите ваши семејства. Божич, Витлеемската пештера, јасните во кој што се роди најмокниот, царот на царевите и најбогатиот, богаташот на сите богаташи, оној кому му припаѓа сиот свет и сите луѓе, сите народи, сите племиња, откако постои светов и веков, ќе се роди како најскромен, како последен, најсиромашен во јаслите на Витлеемскиот свет. На тој начин да не соочи со потребата да живееме во согласно со нашите вистински потреби, да не лакомиме, да не бараме повеќе од што ни треба, зашто Свети Јован Златоуст на едно место преумно забележува, за да имам нешто што не ми треба, а тоа значи повеќе од што ми треба, значи тоа што е високо во живот, да го одземам од некој на кој што токму тоа му треба или му недостасува.
najljubava definicija. I Marx, i Engels, i Lenin, i svi drugi marksistički filosofi i obštestveni delateli možda na Sveti Jovan zapravo da mu nosat voda, da učat od njega, no za žal nikoj od njega ne saka da uči. Pa i nije, pošto se sobiramo ovdje u Sveti od Hramza da go proslavime, novorodenijog Hristos Bog. Da ne zaboravimo, sekoj višok v našoj život je odzemen del od nekoj drug brat ili sestra naša. To je del što kako višok go konstatiramo naš život, evo da mu go vratime na ono na ko što sme mu go odzeli. Ta funkcija je pripađena Svetata Crkva Božja. Ta rabota taja završuva, a po nas se rodi čustvo toga. Celostna doverba v klirotna Svetata Crkva i nezinjo svet narod. Бидејќи, реков еднаш, нека менјата ниту бетонот, ниту стаклото, се тие што црквата ја права црква, туку ние, живите луѓе, собрани во Светиот храм. Светиот храм е собиралиште на живата црква Божја. А живата црква Божја не е некаква институција, налик на државните, владините и невладини. Туку Светата Црква е Божја е телото на живиот Бог. Црквата е неговиот жив организам, а клетките на тој жив организам е секој човек посебно, секој член на Светата заедница, на светиот народ Божи, едната света соборна и апостолска црква. Амин. За многу години. Простете ме, аз малко я отзовам.